Почитувани граѓани, почитувани медиуми, се наоѓаме пред економската зона Сачево, економската зона која што беше најавена помпезно од Зоран Заев уште пред 10 години, каде што Зоран Заев најавуваше 16 фабрики и вработување за над 2500, односно до 5000 нови вработени струмичани и други луѓе од струмичкиот регион. Како што може да забележите, тука има само трева, нема ниту една од најавените 16 инвестиции на Зоран Заев. Ова е прав доказ за таа огромна нула која што му ја дадоа германските инвеститори на Зоран Заев, и ова е уште еден доказ зошто економијата во Република Македонија само во првите 3 месеци од 2019 година има само 6,21% капитални инвестиции. Ова е доказ дека оваа влада е неспособна на чело со Зоран Заев, и ова е доказ дека освен личниот интерес и личните фирми и бизниси, друго ништо не работи. 1 евро за вицето, случајот 1 евро за црквата е символ за корупцијата на Зоран Заев и оваа влада. Сите оние пари кои што ги има барано Зоран Заев по 1 евро за неговиот брат е символ како функционира Зоран Заев, како функционираше како градоначалник на Струмица и како функционира како претседател на владата. Сега кога Зоран Заев го има во своите канџи русковско обвинителството и кацарска судството, можевме видиме дека каде што е жив фатен во случај за подкуп на еден струмички бизнисмен, беше тргнат целиот случај и Зоран Заев беше ослободен од обвинение. Мора да признаеме дека Зоран Заев е махер за ваков подкуп и ваков криминал, и од оние снимки кои што ги видовме јасно се виде дека на најдрзок начин на струмичките бизнисмени, сите оние кои што сакаат да инвестираат во струмичкиот регион, да купуваат државно земјиште, им бара по 1 евро. Тоа е криминал од највисок ранг, и еден ден кога ќе се ослободи судството од канџите на Зоран Заев за тоа 1 евро, за вицето ќе одговара онака како што заслужил. 300.000 евра подкуп беше баран, затоа потребна е право и правдина, потребна е правда за граѓаните на Република Македонија, и потребно е Зоран Заев да си оди што побрзо од власта, криминалците завршат во затвор. Се наоѓаме на местото на старата касарна во Струмица, место каде што е символ на злоупотреба на службена должност за лични цели на фамилијата на Заеви. На ова место бизнис партнерот на Зоран Заев, односно на фамилијата Заеви, Сашо Брндевски, купува 18.462 метри квадратни земјиште по цена од 2300 денари за метар квадратен, во вредност некаде околу 700.000 евра. Истото тоа земјиште, истиот тој Сашо Брндевски го продава на фирмата Total Engineering за стан, односно за размена на стан од 40 на метри квадратни во вредност од 30.000 евра, кој што му следува на него за ова земјиште. Уште веднаш може да се забележи криминалот кој што го имаат направено овие луѓе. Остануваат прашањата како тоа токму братот и братучедот на премиерот ја добиле дозволата да се гради на ова место, дали ги искористиле повластувањата на функцијата на Заеви во 2014 година кога беше градоначалник на Струмици. Дали тоа не е конфликт на интереси и целосна морална дисторзија. Остана отворени прашањата уште тогаш дали се работи за постапка каде што однапред се знаел добитникот на парцелата, тоа е Сашо Брндевски, кој подоцна ја продава на фамилијата Заеви. Под кои услови е отстапено правото на градење од Сашо Брндевски на фамилијата Заеви, односно Total Engineering, фирмата која што беше вклучена и во превозот на рек Битола. Се уште не е испитано потеклото на парите на Сашо Брндевски, кој што купи земјиште во вредност од 700.000 евра на општината. Очигледно е дека криминалот на фамилијата Заеви метастазира како канцер во државава, и откако дојдоа на власт, уште повеќе го зголемија криминалното дејание кое што го има и од претходно. Се наоѓаме пред Глобал, тоа е символот на аболицијата и криминалот на Зоран Заев, вредни 8 милиони евра. Тука пред мене е аболицијата со која што тогаш Зоран Заев, заедно со неговите бизнис партнери, меѓу кои Горан Крстев, е аболициран за криминал вреден од 8 милиони евра. Глобал е споменик на аболицијата кој се уште стои, кој што го вбројува Зоран Заев како единствен аболициран премиер во целиот свет. Наспроти тоа ги имаме цареви кули кои што со подписот на Зоран Заев се легализирани вкупно 645 метри квадратни подоцна од тоа што требало претходно биде поднесено за легализација.
Цареви кули и Глобал се символот за криминалот, за криминалното работење на Зоран Заев како градоначалник на општина Струмица.